Добар ден, почитувани гледачи. Ова е едно предновогодишно издание на Гласни идеи, во кој што вообичаената водителка Джејан Велиови ќе биде гостинка, затоа што во текот на изминатава година таа ги презентираше гласовите на нечуените, односно на луѓето кои што на некој начин се заборавени во ова општество или немаат материјална сигурност за добро да живеат, или пак на некој начин имале потреба од размена на облеки и обувки, од размена на храна, на книги и така натака. Па Џилјан би сакал да те прашаме на почеток како е да се биде 5 години во социјалниот центар Дуња и како е на некој начин да се биде активист на овие прашања, односно на решавање на одредени итностика и одредени маргинални групи, да кажам, во општеството. Прво, да ти благодарам што прифати да ги сменяме улогите и јас да имам простор да ги кажам своите ставови. Значи, социјалниот центар Дуња е формиран во 2016 година и претходниот месец, односно во месец октомври го прославивме нашиот 5-ти роден ден. Сега јас морам да кажам дека не сум од старт во колективот, тоа се последните 2,5 до 3 години. Како да се биде дел од овој колектив и од овој центар, убаво е да се биде, иако просто звучам убаво, стварно убаво и тоа ќе го кажам зашто. Значи се должи на повеќе карактеристики, значи најбитната карактеристика е што ние тука споделуваме различни вредности кои што се изоставени намерно во капитализмот и во капиталистичкото општество. Поточно ние тука негуваме вредности од типот на равноправноста, социјалната правда, солидарноста, заедничарењето, взаимната помош, другарството и така натаму. Што значи тоа? Тоа значи дека ние тука сме сите равноправни, нема неравноправен член на колективот и нема човек што тука ќе влезе и ќе се чувствува неравноправен. Потоа другарството, максимално се трудиме да се однесуваме во другарски едни кон други, избегнувајќи ги сите и алиенирајќи се од сите негативни појави други во општеството. Понатаму заедничарењето исто така го сметаме за многу битен факт, бидејќи преку заедничарење се создава и колективна свест и колективно размислување и поради тоа ние тука многу често заедно готвиме, па потоа заедно ручаме, не знам, заедно се грижиме за хигиената на просторот. Кога кажа кај колективното однесување, во однос на нашата колективна историја, според мене смртта на Невена Георгиева Дуња на некој начин е и нејзин роден ден, затоа што на тој датум кој што пред извесен период го прославивте, го споменавте, на некој начин го учествувавте, се создава колективната историја. Сега би сакал да знамете, например, каква е приказната што Невена Георгиева Дуња на некој начин заеднички ја создава со колективот Дуња, кој што е именуван точно по нејзе. Да, значи, тоа да кажем неколку зборови за Невена Георгиева Дуња, бидејќи премалку се знае кај нас. Значи, Невена Георгиева Дуња е родена во 1925 година и е првата жена партизанка, која што на 16 години заминува во партизани и во тој момент е најмладата партизанка. Значи, после активна борба во 1942 година е веќе заробена и убиена од фашизмот, против кој што се борела. И сега најверојатно поривот нејзин за борба е токму поривот што го имаме сите, слободата. Значи, секој човек се бори за слобода во ова општество. Морам да го споменам и начинот на нејзиното убиство, значи е убиен на свиреп начин, отсечена е главата и телото е набиен на колец, така е шетана по белешките села, се со цел да служи како пример, еве што ќе ви се случи ако се борите против нас, против фашизмот, против угнетувачите. Поаѓајќи од таму, како што кажа, нејзината смртта и нејзин роден ден, да, некои луѓе мора да умрат за нивната големина или нивната борба да остане понатаму. Колективот тогашниот во 2016 година одлучиле Дуња да се социјалниот центар Дуња се вика по тоа име, се со цел и стремеж продолжување на антифашистичката борба.
Центарот Дуња нема некоја материјална сигурност во поглед на тоа на капацитетот со луѓе со кои што располага, финансите и така натака. Меѓутоа, она што е важно дека колективот на Дуња сепак работи во помагање на послабите, односно на луѓето кои што навистина можеби не можат да дојдат до некоја по сигурна материјална помош или пак формално правна барем да можат да се борат за сопствените права низ институциите. И би сакал да знам, например, како годинава беше означена со низата на поскапување на прехранбените производи, како најзагрозените, интервјуирајќи ги низ текот на минатава година и соработувајќи на некој начин со нив, солидаризирајќи се, го оценуваш овој момент за нив, например, како ќе влие врз нивните животи? Како ќе влие врз нивните животи? Исто ќе влие, бидејќи тие се на толку на работна екзистенцијата што за нив поскапувањето буквално не значи ништо, бидејќи и сегашните цени не им одговарат. Значи, животниот стандард без разлика на поскапувањата е низок. И сега со поскапувањето уште поголем јас ќе се создава всушност. Една зима во социјалниот центар спија бездомните лица, 2 зими веќе на некој начин трае пандемијата и трета зима откако постои Дуња се поскапува цената на електричната енергија. На тој начин се надоградува таа приказна на опстојувањето во овој град. Сакав да дознаат, например, сите на кој начин колективот Дуња се справува со поскапувањата, како тоа влие врз сите оние со кои што имате контакт, например, кој е општото мислење на заедниците кои што доаѓаат тука да суштествуваат на покачувањето на цената на електричната енергија, значи ставот на луѓето што доаѓаат тука и на самите нас се разбира дека е негативен. Значи и тоа е поради повеќе причини, но во ова општество значи не се проблематични само новите поскапувања, туку и се досега што видовме за време на пандемијата, во овие 2 години цела нефункционалност, пример, го видовме на здравството, на образованието и на вкупно на целото општество, сите општествени процеси тука. И сметам дека не треба само нашата реакција како граѓани или како заедници, како групи, како движења, да биде само на социјални мрежи, као таму сите на некој начин ние како издуван вентил ќе напишеме некои реакции и заврши нашата работа за денес, покажавме револт. Кога доаѓа време за на улица се барат правата, тоа за многу малку луѓе излегуваат. Сметам дека методот за да се ги зачуваме нашите пред социјални права е активна борба против овие појави во општеството. Добро, во таа насока организирате и хуманитарни акции, меѓутоа организирате и акции за, да речам, за одржување на социјалниот центар. Па сакав да прашам, например, како мислите дека, типично како мислиш дека треба да се развива градот, например, како да се одвојуваат простори за зеленило, како да се одржува постојното, дали луѓето на некој начин треба да се откажат од користењето на автомобили за да добијат повеќе простор на улиците? Да. Па тоа со автомобилите секако, но не мислам дека е од круцијално значење. Како што напоменав, сметам дека проблемите доаѓаат од системот и мора системски да бидат решени. Тоа значи дека кога се планира како да изгледа еден град, мора претходно да се предвидат каде ќе има зелени површини, колку зелени површини ќе има и така натаму. Но и статистички гледано од, не знам, 70-та година да речеме до сега, бројот на пушумување, значи процентот на пушумување постојано се намалува и тоа не може да не зборува само дека е свеста на луѓето е таква, па се луѓето загадуваат, туку системски се уништува животната средина. Сега да, тука има улога и свеста на луѓето, но сметам дека тоа е секундарно значење. Така што убаво е, мислам, секој да се промени начин на живот, да се насочи на по-еколошки начин на живење, да вози точак, не знам, да сади дрва и така натаму. Но сепак мислам дека тие се толку мали работи што не може да се промени целосната слика. А во однос на тоа, во социјалниот центар Дуња се трудиме колку што
нели можеме кога што имаме ресурси да рециклираме барем отпад, рециклираме пластика, стакло, електричен отпад, не знам, хартија и така натаму. Исто така и се грижиме за нашиот двор, пример, кој што е реткост во центарот на градот. И тоа е, го прави овој простор поразличен, бидејќи ако се свртете околу Дунја, насекаде има згради, само ова е куќа со двор, каде што во летниот период, пример, седиме под сенката на обочните дрва. Тоа е разликата меѓу Дунја и останатите настојувањето на ваквите простори. На 24 декември во петок ќе имате во 20 часот ќе имате настан на социјалниот центар Дунја поетско читање со цел собирање на средства за изготвување на новогодишни пакетчиња за лицата што им треба храна, тие заедници кои што обстојуваат заедно со вас. Кажете ни нешто повеќе за тоа. Па да, значи, обично до се акциите ги правевме само акција за акција, во смисла донираат луѓе средства, па ние од тоа купуваме дополнително што треба храна и продукти за хигиена. Ги пакуваме и ги раздаваме на луѓето што имаат потреба. Сега, после долго време, добро имаше една свирка претходно, хуманитарна, ќе правиме поетско читање, тоа не знам од почетокот на пандемијата до сега го немавме направено. И поетското читање ќе биде, нели, од хуманитарен карактер. Влезниците кои што ќе бидат со некоја символична сума ќе одат за правење на пакетчиња за загрозени семејства. Не знам сега за содржината на поезијата, претпоставувам дека ќе биде социјално ангажирана пред се, бидејќи таква е самата тема на настанот. Пресред на 2022 година, која што е само еден датум во оваа зима. Например, како мислиш дека треба да продолжиме да се бориме во однос на социјалната правда, на работничките прашања што ќе се јавуваат во следниот период, на јавното здравство, на најавените приватизации, така натаму? Сето ова што го спомена се решава само со промена на системот, бидејќи видно од нашата досегашна борба и до сегашните процеси во општеството, видовме дека со тенкало на денот на изборите ништо не се менува. И јас веќе не верувам во социјалниот диалог и дека преку социјален диалог може нешто да се промени. Во новата година треба да бидеме понастојчиви во нашите барања и да не отстапуваме од нив, да не може да не прелажат сега со некои мали промени или што би рекле со трошки, туку да ги бараме нашите права кои што стварно треба нас да ни припаѓаат, кои што нас ни припаѓаат всушност. Значи да бараме нормално јавно здравство, да бараме квалитетно образование, бидејќи моментално неквалитетни кадри создаваат неквалитетни кадри. Значи да бараме да не умираме поради лекарска грешка, бидејќи тоа не само што го заслужуваме, туку тие се наши вродени права. Добро, тоа беше носиже на годинешните активности и на најава на последните активности за оваа година. Па би сакал да им посочиш сама да ги поканиш гледачите кога да дојдат на поетското читање и кога да учествуват во хуманитарната акција, за да можете на некој начин заеднички да испишете и оваа година што измина. Значи, во петок ќе биде и хуманитарната акција, на 24 декември е тоа, од 17 до 19 часот, а потоа од 20 часот до 22 часот ќе има поетско читање, така што некој што сака да донира, само може да дојде да донира од 17 часот, а потоа и да остане на поетското читање, или некој ако заинтересира само со поетско читање, може да дојде директно во 20 часот. Добро, благодарам Джејна што ми избра мене и јас да ти поставувам прашања за да им кажеш на вашите гледачи со другари таму што сте направиле во изминатата година. Ми беше мило, па се надевам дека ќе се видиме повторно.